Значи, неполни 3 недели пред 2 август, пред Илинден, и најавеното заедничко славање на темелите на македонската држава, како и во очи на подпишувањето на договорот за добрососедство со Република Бугарија, граѓаните на Република Македонија немаат никакви информации од страна на владата за тоа што содржи истиот тој договор. Единствените информации кои ги добиваме во нашата македонска јавност се изјави на поранешниот министер за диаспората во Бугарија Божидар Димитров и поранешниот претседател на Република Бугарија Петар Стојанов, додека кај нас пак нема никаква општествена дебата. Гром постојано предупредува дека за ваков вид на договор национално значење нужно е да бидат запознаени граѓаните на Република Македонија, научната јавност, претениците од власта, од опозицијата, како што се запознаени и научната јавност и претениците во Бугарското собрание. Гром го повикува Сојузот на борците од НОП и од 1941-1945 година да се произнесе околу предвидениот договор за добрососедство со Република Бугарија. Борците од НОП се камен темелник врз која е основана современата македонска држава. Тие, како живи сведоци на најсветлата македонска историја, се должни да се вклучат во општествената дебата за тоа дали бугарите беа окупатори и фашисти или пак беа ослободители на македонскиот народ. Во овој контекст сакаме да потсетиме и на острите реакции од страна на борците на НОП при обидот за заедничко славење на Илинден и подпишување на заедничката декларација од страна на владите на Љупче Ѓорѓиевски и онаа на Владо Бучковски. Ова се настани кои што не се случени пред 2, 3 или 4 века, ова се настани кои што се случени пред неколку децении и директните искуства и сведоштва на борците од НОП можат многу да помогнат во разјаснувањето на историските факти и пред се на историските вистини.